Благодарам, почитуван амбасадор на Европската Унија во Република Македонија, драг пријател на граѓаните на Република Македонија, Самуел Жбогар, кој вложи многу личен труд граѓаните и Република Македонија да се постават на правиот пат кон Европската Унија. Оваа чиста, неусловена препорака од Европската комисија за почеток на преговорите на Македонија со Европската Унија и вратите што таа ги отвара, колку што се заслуга на граѓаните, на владата, на опозицијата, на парламентот, толку се и ваша, почитуван Самуел, но се и ваша лична заслуга, почитувани присутни амбасадори од земјите членки на Европската Унија. Благодарам на сите за досега сработеното и за подготвеноста да продолжиме да работиме заедно до конечна цел – членство на Македонија во Европската Унија од име на граѓаните на Република Македонија. Почитувани присутни, председател на Комисијата за европски прашања Артан Груби, членови на Комисијата и пратеници, почитуван евроамбасадор Жбогар и представници на дипломатскиот кор во земјата, почитуван американски аналитичар, поранешен висок дипломат Даниел Сервер, почитувани представници на владата и на државните институции во земјата, почитувани представници на МАНУ, представници од граѓанските организации, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Да, се израдувавме на чистата препорака, но истовремено ги примивме пораките од извештајот на Европската комисија за Република Македонија. Ке се надоврзам на евроамбасадорот Жбогар и овде, во Законодавниот дом, каде што си личи, како што си е ред, сакам да информирам. Ја продолживме реформската динамика, која што ве уверувам, ја интензивираме. Во владата веќе се поставуваат контурите на реформскиот план 18, што се однесува во голем дел на побараното од Европската комисија, имплементација на усвоените реформски закони. Ке го дефинираме заедно во консултации со Европската комисија и со сите релевантни и општествени политички фактори. Ке работиме како и досега, заедно со сите. Со досегашните напори успеавме да убедиме Европската комисија дека заслужуваме почеток на предпристапните преговори. Со целата наша енергија, знаење, искуство, интензивна работа и политичка волја, ајде заедно да ги убедиме и државите членки на Европската Унија дека заслужуваме почеток на преговорите за членство во Европската Унија и дека сме подготвени да фатиме чекор со државите од регионот кои што веќе преговараат. Сакам да најавам дека до донесувањето на одлуките за почеток на преговорите на Европскиот совет во јуни ќе работиме интензивно и на подготовките за воспоставување преговарачка структура, која што во име на државата ќе ги подготви и води преговорите со Европската Унија за членство. Со овој чекор истовремено демонстрираме сериозна намера и конкретна подготвеност за почеток на преговорите со квалитетна преговарачка структура. За оваа задача ќе ни требаат најдобрите луѓе од институциите, но исто така и најдобрите луѓе во државата и целото општество. Овде не смееме да имаме никакви поделби, ниту пак предрасуди. Затоа овда ми чекор понатаму од датумот за почеток на преговорите со Европската Унија, кој што очекувам да го добиеме во јуни. Треба да имаме предвид дека датумот за почеток на преговорите со Европската Унија ќе ги отвори првите најтешки теми: правосудство и владење на правото, заштита на човековите права, борба против криминал и корупцијата, реформа во јавната администрација, реформи на безбедносните служби, реформа во социјоекономскиот систем, успешна регионална економска соработка. Едно е реформа во законите, друго е реформирање на дело, судство, разузнавачки служби, администрација, економија и така натаму. Реформиран државен систем што функционира според европски стандарди и испорачува европски вредности. Тоа е потребно. Тоа ќе ни помогне да станеме составен дел од европските политички и економски системи. Затоа ракавите веќе ги засукавме, не чека полни раце работа, сите нас заедно. Знам дека сме свесни сите за моментумот што дава шанса за реализација на стратешка цел
на Република Македонија, почеток на преговори со Европската Унија и за членување во Европската Унија. Ова е национална и генерацијска задача која што не обединува сите. Ги обединува сите граѓани, сите етнички заедници, сите политички партии, сите институции. Еве покажавме дека можеме да работиме заедно. Реков дека владата е подготвена да предводи, но и тесно да соработува со сите. И тој збор ќе го одржиме за доброто на сите и за доброто за нашата Македонија. Сите забелешки од овој извештај нека ни бидат водилка за работа и за успех. Заложбите од сите парламентарни групи и сите општествени чинители се важен дел од тој заеднички успех. Ова е најпозитивен извештај за Република Македонија во последните неколку години. Извештајот реално ги отсликува и напредокот, но и проблемите. Извештајот е признание за нашите заеднички досегашни напори. Прославивме, се израдувавме. Ова признание сега треба и мора да ни биде поттик да работиме и повеќе и уште подобро, за да ја постигнеме следната очекувана, посакувана, конкретна цел. Датум за почеток на преговорите на Република Македонија за членство во Европската Унија. Благодарам.